Кандидатот за градоначалник на Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Орце Ѓоргиевски денеска од општина Бутел најави низ за инфраструктурни проекти кои, како што вели, се дел од системска визија за безбедно, функционално и современо Скопје. Како најзначаен го издвои изградбата на нов кружен тек на крстосницата меѓу улиците Бутелска и Александар Урдаревски, со кој се очекува значително подобрување на сообраќајната безбедност во овој дел од градот. Кружниот тек што ќе се изгради овде ќе значи крај на хаосот во сообраќајот и значително намалување на ризикот од несреќи. Оваа точка е една од најфреквентните во Бутел, бидејќи улицата Александар Урдаревски е сообраќаен правец што секојдневно го користат илјадници граѓани, особено поради близината до градските гробишта, истакна Ѓоргиевски. Покрај кружниот тек најавена и целосна реконструкција на улиците Бутелска и Радишанска со нов асфалт, подобрена дренажа, пешачки патеки и современо улично осветлување. Ѓоргиевски најави дека во план е изградба на нов мегапарк долж булеварот Христијан Тодоровски Карпош, изградба на трета лента на булеварот Цветан Димов во општината Чаир и изградба на булеварот Хрватска во општина Газибаба. Скопје се подготвува за значајна урбана трансформација преку серија инфраструктурни проекти кои според кандидатката за градоначалник на главниот град од СДСМ Каја Шукова имаат за цел да го позиционираат Скопје како модерен, поврзан и функционален град. Станува збор за економски, туристички и културен ресурс што ќе го постави нашиот главен град на мапата на конгресни дестинации. Со Конгресниот центар Скопје може да биде домаќин на големи меѓународни конференции, научни, професионални собири и културни настани. Тоа значи дека Скопје нема да губи настани и инвестиции, нагласи Шукова. Паралелно се најавува и проектот за нов скопски саем во општина Газибаба, кој ќе добие улогата на регионален центар за иновации, туризам и домашна индустрија. Во контекст на овие проекти, кандидатот за градоначалник на Газибаба Митовски Владко ја представи визијата за Газибаба како општина со европски стандарди. Нашата визија за Газибаба не е само листа на ветувања, туку план со јасни и остварливи проекти, што ќе го променат изгледот и квалитетот на живот во општината, истакна Митовски. Реконструкција на големите локални улици за подобар сообраќај, за побезбедни улици, за поквалитетен живот на граѓаните. Во насока на унапредување на инфраструктурата и секојдневието во населбите во Газибаба, започнуваме со комплетна реконструкција на големите локални улици, најави на социјалните мрежи актуелниот и кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМН за општина Газибаба Бобан Стевковски. Стевковски напомена дека проектот Газибаба без кал продолжува. Во следните 4 години тој ќе биде целосно завршен. Заедно создаваме чисти, безбедни и проодни улици за сите, истакна Стевковски. По повод денови на општина Карпош, предстојниот петок или 10 октомври во новата општинска зграда во Карпош 3 ќе се одржи традиционална крводарителска акција која ќе започне од 9 часот, а ќе трае до 17 часот. Општина Карпош ќе повикува сите дарители од Карпош и од другите општини да бидат дел од оваа хумана акција и да даруваат капка крв, што значи живот, се наведува во апелот од локалната самоуправа. Приватните автобуски превозници во Скопје од денеска ќе се обраќаат по редовен возен ред. Собственикот на Јофи Бус Јовица Зафировски потврди дека ЈСП Скопје вчера попладне им уплатило по 6 милиони денари на трите компании. Добивме информација дека ни се уплатени по 6 милиони денари и по координацијата со превозниците се враќаме да возиме по зададен возен ред. Сумата не е многу голема, меѓутоа ние кажавме да ни се уплати одредена сума за да можеме да продолжиме. Тоа задоволува за наредниве 2 недели да возиме редовно. Се надеваме дека во тој период ќе имаме средства, односно уплата од ЈСП, за да можеме без прекин да работиме, истакна Зафировски. Тој потсети дека автобусите имаат потреба од редовно сервисирање, како и секојдневна употреба од гориво, за да возат и нагласи дека поради овие трошоци мора редовно да им се уплаќаат средства за да нема прекин, а граѓаните да не чекаат по автобуските станици. Приватните превозници Јофи Бус, Вестор Транс, Радос Компани кои сообраќаат во Скопје, во петокот побараа од ЈСП да им биде исплатен вкупниот долг од 170 милиони денари, од кои, како што изјавија, во момент биле доспеани 90 милиони денари. Тие денеска возеа редуциран од 5 до 10 часот, а од утре се враќаат по редовен возен ред.
Večno geja za